Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Секогаш ми е задоволство да зборувам за буџетот, меѓутоа и понатаму продолжуваме како и досега, што би рекол Али Ахмети, вие со вашата, ние со нашата. Вие едно говорите, ние друго говориме. Вие тука не убедувате и нас и целиот народ дека живее подобро, меѓутоа од друга страна гледаме дека се подлабоко тонеме во една нова економска криза, се подлабоко тонеме за жал во идентитетска криза и така натаму, меѓутоа тоа се други прашања. За да преживееме како нација, прво треба да преживееме зимата, но вие не правите ништо за да може македонскиот народ да преживее оваа предстојна зима, затоа што според овој документ кој што ни го презентираше Министерство за финансии, гледаме дека нема светла иднина ниту за граѓаните, ниту за идните генерации, ќе имаме се помалку насмеани лица. Според мене е недозволиво првата реченица од документ кој што треба да представува буџет во останатиот период од годината да почнува поради војната во Украина. Како е дозволиво за една држава наместо да почне да работи онака како што треба, првата реченица да биде барање на кривец. Првата реченица е економските последици од војната во Украина, создадена енергетска криза и така натаму. Не е дозволиво, луѓе. Не е дозволиво. Не може цело време да вадите некакви кривци поради вашите промашувања на проекциите од иницијалниот буџет за 2022 година. 2022 година, како што се сеќавам, пред неколку месеци, пред неполни 7 месеци, на ова место седеше актуелниот премиер Димитар Ковачевски, кога не убедуваше дека буџетот ќе бил развоен, дека ќе нема никакви трошоци непотребни, дека ќе нема неоправдани трошења за било какви работи, меѓутоа неколку месеци подоцна, еве, до денес 7 месеци подоцна, тој вели дека ќе крател 200 милиони евра непродуктивни трошоци. Кај му беше паметот пред 6 месеци? Тогаш не мислеше дека се тоа непродуктивни трошоци, за сега да ги крсти дека се непродуктивни. Зарем мислите дека ние немаме меморија? Зарем мислите дека граѓаните немаат меморија? Каде е тој човек кој што тогаш не убедуваше дека ќе има економски раст од 5%, близу 5%, за сега да не убедува дека ќе има според овој документ 3,2, а според Finance Think можеби ќе влеземе и во рецесија? Каде е тој човек кој што не убедуваше пред неколку месеци дека ќе имаме инфлација од 4,5 или 5%, односно еве 4,6%, за сега да не убедува дека ќе има 7,2%, а според Finance Think да биде 9,7%. И Finance Think можеби ги темелат нивните предвидувања на некои останати текови, меѓутоа во Република Македонија ништо не е така како што треба да биде. Имаме моментална инфлација од 14,5%. Јас на вистина не знам како ќе дојдете до овие 7,2%, затоа што во континуитет инфлацијата во Република Македонија е над 10%. И сега вие дали ги превземавте оние мерки кои што треба да значат подобрување на животниот стандард на граѓаните? Одговорно тврдам не. Ниту претходно, ниту пак во иднина според овој документ кој што го добивме како нацрт предлог буџет за останатиот дел од годината, ќе се подобрат животите на граѓаните во Република Македонија. Она што може да се погледне од овој документ, доколку некој знае да чита, верувам дека сите сакате и знаете да читате, но не сакате да ги кажете оние работи кои што се од авион видливи. Видливо е од авион дека ќе пробате да ги закочите општините по сите основи. Имате намалувања по сите основи на дотации, освен оние изнудени од страна на Синдикатот за образование и наука, каде што се изборија луѓето за 15% повисока плата која што ја планирате од септември месец и во делот на детската заштита на градинките. Ниту еден друг сектор ќе нема покачување. Сите останати дотации кон општините се намалуваат по секој основ. И тука ќе ви биде главниот аршин
за да можете утре да кажете дека не се способни градоначалниците, а од друга страна да си прикриете вашите неспособности. Немаме развојни програми. Гледаме дека има кратење по сите основи во сите министерства. Имате зголемување на буџетскиот дефицит. Денес кажувате дека на некој податок се темелите од 31. март дека имало 57% јавен долг. Меѓутоа, кога ќе видиме дека има предвидување за зголемување на буџетскиот дефицит, кога ќе слушнеме дека ќе се задолжуваме од ММФ, и тоа може би, не сум сигурен и не дај Боже да е така, по каматна стапка од 7%, тоа не само што ќе помине 60% од јавниот долг, од БДП-то, туку и во иднина ќе имаме долгорочни последици, и оние каматни стапки кои што преска некој ги читаше дека тогаш биле 2, 3, 4%, а сега биле 1,5, 1,6 и таа била вариабилна, нормално е да биде така, затоа што во мирни услови, кога нема економска криза, има многу повеќе пари на пазарот кои што се нудат и конкурентноста ја намалува каматната стапка. Доколку сега земете 900 милиони евра, јас верувам дека таа каматна стапка ќе биде многу повисока од оние кои што беа давани до пред војната во Украина, а не дај Боже, пак ќе повторам уште еднаш, да биде 7% каматна стапка и пак ќе дојдеме на таа граница од 60%. Уште една работа сакам да ви кажам, чисто математички, за оние кои што не знаат, а сакаат тука да кажуваат дека паднал јавниот долг на 57%. 57% на 100 денари е една сума, а 57% на 150 денари е друга сума. И размислете што ви зборувам, и размислете дека ако има покачување на бруто домашниот производ, 57% во таа разлика временска нема да биде истата сума. Сега, вие знам дека сакате да играте со бројките за да звучите многу добро. Она што ме загрижува е тоа што имаме зголемување на расходите, но немаме зголемување на платите. Имаме зголемување на расходите во сите министерства, по сите основи. Стоки и услуги имаме 47 милиони евра зголемување. Имаме зголемување на телекомуникации. Имаме зголемување на одржување на системи и така натаму. Зголемување за струја, зголемување за грејање, но кај граѓаните нема зголемување. Зошто нема зголемување? Затоа што таа министерката, како и да се викаше, веќе ја заборив, за труд и социјала, измисли некаков нов модул на пресметки, па ќе правеле социјален диалог, па ќе се договарале. До јавноста морам да потенцирам, колку и да се договараат, ваму не е предвидено дека ќе се договорат. Тоа ќе биде бескрајно одолговлекување на сите процеси и тоа ќе трае најмалку до 31 декември оваа година. Значи нема покачување на платите во јавниот сектор. Дали вие, почитувани колеги, ги гледате лелеците на македонските граѓани? Дали гледате колкави колони се прават пред бензинските пумпи кога има најавено покачување за денар или два на нафтените деривати? Луѓето сакаат да заштедат затоа што тие пари им се многу битни. Но вие сето тоа не го гледате и од една страна им давате на институциите за зголемените трошоци, а од друга страна граѓаните ќе ги оставиме на патот. И понатаму велите дека ќе се намалела стапката на невработеност. Не само што ќе се намали. Ќе се намали и таа, ама ќе ви се намали, како што се намали оваа година, и стапката на луѓе кои што се работоспособни. Зошто? Затоа што бегаат во западноевропските земји и во прекуокеанските земји. Ете, таа е причината зошто ваму вие прикажувате 13, 14, 15% на невработеност. Затоа што млади нема во државата. Никој не ви верува. До тука го донесовте македонскиот народ. Никој да не ви верува. Сите бегаат и не гледаат веќе иднина во овакви распашани банди кои што ја држат Република Македонија во заложништво. Она што исто така загрижува. Имаме зголемување на, односно предвидено зголемување на средствата кои што треба да се соберат од царина. Тоа значи зголемен увоз.
Така, немаме зголемен извоз. За жал немаме зголемен извоз, ама ќе имаме зголемен увоз. Сега, овие мерки кои што вие ги предвидувате, ќе сте запреле маржи, ќе сте запреле не знам какви работи на малостопанствениците, па тие ќе ги затвараат своите дуќани, ова нема да го спречите. Нема да го спречите зголемувањето на цените. Вие ќе се радувате на зголемени приходи од царина, но граѓаните ќе страдаат поради зголемени цени. Зголемување исто така имаме на проекцијата на средства кои што треба да се соберат по основ на данок на додадена вредност. Знаете зошто? Поради инфлацијата. Сигурно нема некој да отиде сега во некој автосалон и да купи автомобил нов. Сигурно нема да отиде некој да даде пари за некаков луксус. Тие ќе се зголемат средства од ДДВ поради инфлацијата, затоа што јогуртот ако бил 50 денари, сега е 70. ДДВ 18% на 50 денари е помалку од ДДВ 18% на 70 или 5% во овој случај. Персоналниот данок на доход не гледам по кој основ ќе се зголеми, освен по зголемувањето на минималната плата. Навистина, јас не гледам дека имаме странски инвестиции, не гледам дека имаме отварање на нови работни места, освен ова што ќе се зголеми со минималната плата во останатиот период од годината и она што ќе се зголеми во образованието и во детската заштита. За пензиите велите нов систем. Каков нов систем? 5,5 години пензионерите изгубија со некакви смешни покачувања од 36 и 64 денари. И сега вас ви текна да го вратите системот на ВМРО ДПМН, ама оти бил систем на ВМРО ДПМН, тогаш не се важи, па ќе го прекрстиме. Како сакате, прекрстете го, дајте луѓето нека си ги добијат парите. 5 години изгубија со некакви смешни 36 денари за дедовците и бабите по едно чоколадо да не можат да им купат на внуците. Она што исто така загрижува. Акцизите, не гледам дека ќе се намалат. Иако граѓаните го бараат тоа, иако ние го бараме како пратеничка група досега 3 пати суитни точки кои што ги носиме. 3 пати бараме, не гледам дека ќе се намалат акцизите. И на вистина ја носите Република Македонија во една состојба, односно граѓаните, каде што нема враќање, а затоа што нема враќање, ќе ви се намалува бројката на невработеност, па тука ќе кажувате дека сте направиле нешто. Ништо не сте направили. Имаме зголемување на тековните расходи според овој документ за 9,4%, а намалување на капиталните расходи за цели 15,7%. Луѓе, вие, јас навистина не знам дали знаете што е криза. Ете има криза во Источна Европа. И сега наместо вие да ги зголемите капиталните расходи, да обезбедите една добра инфраструктура, да направите една подлога за привлекување на странски инвестиции од Источна Европа, каде што се затвараат фабрики поради војната, да ги привлечеме тука, вие ги намалувате капиталните расходи, а згора на тоа па и ништо не правите. Министерството за транспорт и врски, начело со најнеспособниот министер Благој Бочварски, апсолутно ништо нема направено во Република Македонија. И како вие очекувате да имаме зголемување на стандардот на граѓаните? Нема странски инвестиции, нема инфраструктура, како очекувате? Купи ден, продај ден. Сите пари кои што се собираат од едно купче, ќе ги враќаме пак на граѓаните преку социјална помош. Јас наистина не знам како мислите да функционирате како држава. По овој систем треба да не придвижува нас напред и да одиме во чекор со Европската Унија, со стандардот на Европската Унија. Вие кажувате балтичките земји имали инфлација 19%, па имаат, оти граничат со Белорусија, граничат со Украина, граничат со Русија. Харно, ама кај нив криза од една година ништо не е. Кај нас криза од 9 месец ни прави долгорочни проблеми. Вие зголемувате субвенции и трансфери, зголемувате социјални трансфери, за жал и предходниот пат ви кажав, за една година, 2020-2021, 9835 нови семејства корисници на социјална помош. И сега ќе се фалите социјални трансфери имате. Тоа е поразителна бројка. Тоа е поразително. Дајте да стегнеме заби да ги намалиме овие, ама да ги субвенционираме оние работи каде што треба, да ги субвенционираме оние гранки каде што треба.
Но и тоа не треба да оди во недоглед. Субвенциите треба да бидат времена мерка за заздравување на некоја гранка, на некоја индустрија, на некоја економија, на некоја група на луѓе. А вие постојано ги зголемувате субвенциите на сметка на капиталните расходи. Јас разбирам да им помагаме на луѓе, ама дајте да направиме услови за утре на тие луѓе да не им треба помош, да бидат самостојни, да можат еден нормален живот да си обезбедат преку оние странски инвестиции кои што сите се сеќавате дека порано се носи, а сега не се носи. За првиот квартал за 2022 година имаме 122,4 милиони евра инвестиции, од кои 81,4%, односно 99,4 милиони евра, мислам дека беа, 99,7 милиони евра се реинвестиции. Знаете колку директни инвестиции има во првиот квартал во Република Македонија? 18,6% или 22,7 милиони евра. 22,7 милиони евра е колку 6 часа што влегуваат нови инвестиции во Србија. Ете толку е. А вие за еден квартал тоа успеавте да го направите. И затоа немојте да се чудите утре пак да дојде ред да коленичиме пред Вучич, да коленичиме, не дај Боже, уваква ситуација и пред сите останати, може и пред Лукашенко ќе почнете да коленичите затоа што немате идеја за развој. Она што ќе одам сега по министерства, затоа што навистина е многу претерано, не е малку претерано и навистина треба да се засрамите. Реформата во јавната администрација, нешто што е препорака на Европската комисија да биде зајакнато преку дигитализација и така натаму, има намалување на средства за 62,9%. Катастрофа. Јас не знам како мислите дека некојаш можеби ќе влеземе во Европска унија со килава јавна администрација, партиска јавна администрација која што ја примате и која што 32.000 имате нови вработени за последните 4 години. Имате зголемување на бројот на институциите за последните 5 години. Измислувате институции, измислувате работни места за да можете вашите неспособни кадри да си ги вработувате, па председателот на Неготино, на УМС, таму како се вика Унија на млади сили, од Неготино се пишал албанец за да влезе на работа. Катастрофа. Ете, такви работи правите. Така ги бркате останатите млади од државата, да знаете, со таквите потези. Измислувате работни места и после по некаков клуч македонците ви се пишуваат албанци, албанците ви се пишуваат турци или бошњаци, за да можат да влезат на работа, додека оние работоспособните, оние квалитетните кадри кои што чекаат работа, а нема за нив тука, ни бегаат од државата. И затоа имате 14%, трет пат ви кажувам, на невработеност. А може да имате и уште помалку затоа што верувам дека ниту еден работоспособен во ваква држава не гледа иднина да остане и ќе си замине. Она што е блокада на општините, транспорт и врски, катастрофа невидена, затоа што немам време, ќе ви кажам многу кратко. Кај ТЕЦ Неготино има многу добра реконструкција направена Бочварски. Има ставено знак и на него пишува 4 километри дупки. Толку. Катастрофа. Каков министер може да стави знак дека има 4 километри дупки? Па земи направи го. И сега имаме намалување на сообраќај и комуникации за 73,9%. Една година се нема чепнато, една машина нема останато на автопатот Веле Скопје, онаму меѓу Катланово и Петровец. Плаќаат патарини граѓаните на целата немаштија, на овакви цени на нафтите. Патарини плаќаат, а Бочварски апсолутно нема мрднато со малиот прст. Катастрофа. Исто така, имаме инвестиции во патна инфраструктура, намалување за 38%, водовод и канализација за општините 23,2%. Но имаме зголемување на разните трансфери кои што одат у джепчето за 80,3%. Ете, таква е политиката на оваа влада. И таква, за жал, ќе биде и днината ако останете на власт. Затоа што е можно побрзо, бегајте од тука, бегајте од власта
оти вие не заслужувате уште еден ден да останете тука. Благодарам.